Ова игралиште, кое е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт, изградба на 100 повеќе наменски игралишта, е уште еден доказ дека владата на Република Македонија, на чело со премиерот Никола Груевски, води сериозна грижа за развојот на спортот и за вистинските насоки во кои треба да се движат младите во општина Радовиш и во Република Македонија. Особено е задоволството да денес се биде дел од оваа свеченост, кога и официјално ќе го пуштиме во употреба ова мултифункционално игралиште. Ова игралиште е уште едно во низата кои што се изградија на територијата на општина Радовиш. За потсетување, во изминатите година и пол дена во Радовиш се изградија уште 4 вакви мултифункционални игралишта во населените места Воиславци, Калугерица, Злеово и селото Јаргулица. Ова година истите добија и осветлување професионално, за кое што инвестиција општината одвои дополнителни 4,5 милиони денари. Во изминатиот период изградивме уште едно мултифункционално игралиште од буџетот на општината во дворот на гимназијата Коста Сусинов, кое што инвестиција не кошташе 10 милиони денари. Општината во изминатиот период не само што инвестира во инфраструктурата на спортот, туку напротив, дополнително ги финансираме и сите спортски клубови и рекреативци кои што екзистираат на територијата на општина Радовиш. Целосно ги финансираме фудбалскиот клуб, ракометниот клуб, борачкиот клуб, како што кажав, и сите останати спортски екипи кои што екзистираат на територијата на општина Радовиш. Изминатата година, по долгогодишна пауза, повторно ја активиравме и општинската лига во фудбал. Целосно ја финансираме истата, а од оваа година целосно ги реконструиравме и преадаптиравме игралиштата во сите населени места. Со сето ова погоре кажано, почитувани присутни, слободно можеме да кажеме дека општина Радовиш е една од ретките општини кои што може да се пофали со вакви инвестиции во спортот и во инфраструктурата за спорт. Почитувани пријатели и ценети гости, сакам за крај да ве уверам дека ние во општина Радовиш ги знаеме добро придобивките од спортот и спортувањето. И да ве уверам дека со поддршка на владата на Република Македонија и со поддршка на општината на територијата на градот Радовиш во наредниот период ќе никнат уште многу објекти во делот на спортот, ќе никнат уште многу добри спортски резултати на кои што сите заеднички ние како радовишани ќе бидеме горди. Ви благодарам. Имам особена чест и задоволство денеска заедно со подпредседателот на владата на Република Македонија, кој е голем влюбеник во спортот и огромен поддржувач на македонскиот спорт, свечено да го предадеме во употреба повеќе наменското спортско игралиште кој е дел од проектот на владата на Република Македонија, а го реализира Агенцијата за млади и спорт за изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта низ целата држава. Денеска основното училиште Никола Карев, меѓутоа и општината Радовиш ќе добијат нов спортски дом кој што ќе биде вистински спортски белег на оваа општина. Модерното мултифункционално спортско игралиште изградено по светски стандарди за играње мал фудбал, кошарка, ракомет, серва и други игри, ќе може да се користи од утринските до вечерните часови бидејќи се поставени рефлектори и верувам дека ќе представува вистински дом за сите млади и талентирани спортисти во колективните спортови. Велам дека спортот има мог да ги обединува и да ги сплотува луѓето, да го гради принципот на почит кон противникот и фер играта, принципи кои што особено денеска им се значајни и битни на сите чинители во нашето општество. Истовремено, спортот ги учи младите луѓе дека нема кус пат до успехот. Бидејќи да се биде успешен на било кое поле, особено во спортот, мора да има многу труд, многу волја и многу упорност. Но успехот во спортот, како и во сите останати сфери, недвосмислено е поврзан со работата и поддршката во инфраструктурата. Токму затоа владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт во изминатите неколку години континуирано инвестира во изградба на капитални спортски инфраструктурни објекти. Ке потсетам само дел од проектите. Проектот за изградба на 35 спортски сали веќе ни е во завршна фаза, имено 33 спортски сали веќе изградивме и ги пуштивме во употреба. Последните две се во фаза на градба. Целосно го реализиравме проектот за изградба на 50 фудбалски игралишта низ целата држава. Во изминативе
неколку месеци имаме одлична динамика и на проектот за изградба на 100 повеќе наменски малски игралишта. Именно ова кое што денеска свечено го предаваме во употреба е 33-тото поред, но уште 16 повеќе наменски игралишта се завршени и подготвени за свечено отварање, а 5 се во фаза на градба. Кога на тоа ќе се надодадат и 39 тениски терени кои што досега ги изградивме и 28 кои што се во фаза на градба, можеме слободно да констатираме дека полека но сигурно ја менуваме спортската мапа во нашата држава, но истовремено заокружуваме еден концепт за создавање на здрава нација и психофизички здрава младина која што ќе биде оттргната од пороците на модерното живење. Искрено се надевам и верувам дека овие млади луѓе кои што денеска ги гледам пред мене, своето слободно време ќе го трошат другорувајќи, спортувајќи и надпреварувајќи се меѓу себе, и токму во таа насока сакам да им порачам да вежбаат, да бидат упорни, а ние како Агенција за млади спорт и секако владата на Република Македонија ќе го следи секој ваш чекор и ќе го вреднува секој ваш резултат. На крајот сакам да изразам голема благодарност до градоначалникот на општина Радовиш. Со него заедно Агенцијата за млади спорт во изминатите неколку години реализираше низа спортски инфраструктурни објекти овдека. Се изгради фудбалското игралиште близу до оваа локација. Во рамките на детската градинка се изгради еден двоен тениски терен, а денеска го пуштаме во употреба и овој повеќе наменски спортски терен. Нека е за Ирлија и со многу години се користи повеќе наменското спортско игралиште. Ви благодарам. Денеска ми е посебно задоволство што пуштаме во употреба еден објект кој што е наменет за нашите млади, за нашите деца. Вложувањата во спортска инфраструктура се секогаш добри, но посебно се добри кога станува збор за вложувања кои што ги користат најмладите генерации. И секогаш е добро да се препознае што е за нив најдобро. А најдобро за нив е да се дружат, да можат да спортуваат, да се отргнат од пороците на денешницата. Токму затоа, изградбата на вакви спортски игралишта и на спортски објекти во целина представува веќе препознатлив бренд на Агенцијата за млади и спорт и на владата на Република Македонија и представува најсилен сигнал за поддршката што ја даваме за изградба на младите луѓе како здрави личности. Бидејќи децата низ спортот учат како да се дружат меѓу себе, го поминуваат заедно времето, учат да се надпреваруваат, да бидат борбени, како што треба да се во животот, бидејќи ништо не доаѓа лесно, учат да победуваат, бидејќи во животот има победи, но учат и да претрпат пораз, бидејќи животот некогаш носи и порази, и како од тој пораз следниот пат повторно да станат и да продолжат и да извојуваат нова победа. Ете, затоа вложуваме во спортска инфраструктура за нашите деца, за да се изградат како здрави личности и физички, и психички, и ментално и во секој поглед. И затоа ќе продолжиме со поддршката што ја даваме за општина Радовиш и за цела Република Македонија. И не се само спортски игралишта, заедно со општината, со градоначалникот, со советот, реализиравме и ќе реализираме и ќе даваме поддршка како влада за нови инфраструктурни проекти што ќе значат подобар живот на жителите на општина Радовиш. Тука веќе се изградија неколку игралишта, меѓутоа станува збори за други проекти како што изградбата на улици. Имаме планирано околу 40 милиони денари поддршка за општина Радовиш за изградба на локални улици. Имаме предвидено средства за изградба на пречистителна станица и се разбира патиштата што го поврзуваат Радовиш со околните места. Освен она што е направено кон Струмица и кај Конче, планираме исто така да се реализира експресен пат од Радовиш кон Штип, што е дел од програмата на владата на Република Македонија. Се надевам ќе има и многу инвестиции во слободната зона во Радовиш, дека ќе има нови работни места и дека ќе дојдеме и друг пат овдека за вакви убави настани. Нека е Аирлија објектот, им честитам на сите, им посакувам долги години убаво да се користи. Пошто гледам дека Роналдо веќе го имате, претпоставам ќе ви треба уште некој Меси овде од Радовиш да произлезе. Се надевам дека ќе има добри спортисти, слушнав дека децата биле одлични и во фудбал и девојчињата во кошарка, така да очекувам дека со ова спортско игралиште ќе имаме уште подобри и попознати спортисти од Радовиш. Благодарам, со среќа нека.